И еве уште еден разговор со наш соговорник, разговор кој е поврзан со една интересна и важна информација. Ке имате бежичен интернет и во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие. Сите оние кои што долго патуваат, например, од населбата Аеродром до Ѓорче Петров, навистина имаат доволно време да ја прегледаат поштата или пак да испратат пораки кои што се итни. Како ова се ќе функционира утрово со Борис Евтимовски, маркетинг менеджер на Sun Wireless. Добро утро. Добро утро, добро ви најдов. Убава информацијата дека и во јавниот превоз ќе можеме да користиме интернет. Како сето тоа ќе функционира? Да, значи пред се на задоволство на сите корисници на транспортот на јавното сообраќајно предпријатие, од пред 10 дена ние и Sun Wireless и ЕСП склучија договор со кој на сите патници ќе им овозможиме со нивниот преносен уред, значи дали било тоа мобилен, таблет или лаптоп, да можат едноставно да се поврзат и да користат бежичен интернет. Значи ќе ги прелиста достапните wireless мрежи, ќе се закачат на таа од Sun Wireless и потоа значи дали се наши припет или поспет корисници ќе може да користат интернет да сурфат додека се возат. Така. Сега, предпоставувам дека во автобусите треба да има вграден некој систем, а од другава страна, значи корисниците треба да имаат пак картички. Да. Ајде да го објасниме тоа како функционира. Значи, ние со помош на нашите базни страници, нашите партнери кои што ни помогнаа да го реализираме овој проект, значи вградивме наша опрема и тој автобус го обезбедивме со бежичен интернет кој ќе биде достапен од точка до точка Б, значи во целиот период на возење. Колку такви автобуси имаат систем кој што обезбедивте? На првичниот, значи пред фаза пуштивме десетина, планираме да ги обезбедиме сите, значи над 300 автобуси на ЕСП ќе бидат обезбедени. Вкупниот возен парк, значи на јавното сообраќајно предпријатие. Што треба граѓаните кои што сакаат да користат во автобус wireless, што треба тие да имаат? Значи, како што спомнав претходно, доволен им е уред, преносен уред, во кој е возможено бежично поврзување. Значи, мобилен телефон може да се поврзи на wireless мрежата, таблет, лаптоп, било што, одредени содржини ќе бидат бесплатни. Тоа се содржините поврзани со ЕСП, значи возниот ред, рутата, транспортната рута, некоја информација од ДСП и од град Скопје, додека за сурфање, за сето тоа ќе функционира како и другите Sun Wireless hot зони, значи со користење на припет картички или со постпейд акаунт. Така. Кога ги спомнавме картичките, да кажеме дека утрово ќе подариме 10 картички од Sun Wireless. 10 наши гледачи ќе добијат по една картичка која што практично каква функција ќе има, каде се можат и како да ја користат. Двајца гледачи ќе вклучиме за да еве поразговараме или пак можеби ќе сакаат нешто да прашаат, останатите ќе ни остават податоци во нашата режија, да чуеме нешто за картичките кои што ги подаруваме. Значи, Sun Wireless има околу 500 ход спотови, ход зони во 14 града низ Македонија. Тоа не прави водечки wireless провайдер. Ние сме присутни на аеродромите на ТАВ како ексклузивни, во поголемиот број на хотелите. Непознатите хотели исто така се обезбедени со Sun Wireless сервис, како Александар Палас и ред други. Студентските домови, низ Скопје сите и другите градови, автобуската станица, плоштади, ресторани, кафе, барови. Колку вкупно градови во Македонија 14 градови, 14 градови, така? На сите тие локации нашите корисници, значи со таа една картичка можат да користат интернет во рок од 30 дена. Сите картички се со различен сообраќај и во зависност од сообраќајот, значи варира и цената. Тоа што е заедничко е дека тие траат 30 дена од моментот на активирање и може да се користат на сите места без никакви ограничувања. Дали оваа картичка ќе ја користат и оние кои што ќе се возат во автобусите? Да. Тоа е истата таа картичка што може да се користи на сите други места, ќе може да се користи за бежичен интернет на автобусите. Така. Во автобусите. Имаме еден гледач, добро утро. Добро утро. Предпоставувам дека сте од помладата генерација. Да. Да. Сигурно знаете како функционира ова со картичките? Сега се информирав и баш ме радува тоа затоа што ќе може да се користи интернет во автобускиот превоз. Така, предпоставувам дека, бидејќи добивате една картичка, предпоставувам дека ќе ја користите и во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие, каде живеете, во центарот на градот или во некоја населба? Во Ново Лисиче. Па ќе имате време и до центар ако патувате да искористите картичката во автобус. Редовно ќе ја користам, редовно. Додека патувам на работа во Ѓорче Петров, таманче времето ќе го помирува. Одлично, имате навистина многу за патување.
Да. Така, може би да имате прашање некое за Не, нашиот... само сакам да го поздравам Усено и да ја поздравам акцијата. Ви благодарам. Така, ви благодарам, картичката ќе ја подигнете од Алфа телевизија. Благодарам. Убав ден и пријатно. Сакав да прашам кога ќе почне да функционира безжичениот интернет во автобусите на ЈСП. Значи, споменав, веќе почнате, 10 автобуси веќе се обезбедени со безжичен интернет, до крајот на месецов очекуваме околу 100 да бидат обезбедени и во наредниот период, значи етапно планираме да ги покриеме сите 312 автобуси на ЈСП. Имате ли повратна информација како тоа функционира и во тие пробни 10 автобуси? Што велат? Значи, не се изненадивме, се користи, интернетот го користат, особено младата популација, значи се забележуваат, значи прикачувања веќе, што е одлично, значи не радува еве и гледачот, значи е задоволен што таа услуга ќе биде обезбедена. Тоа беше главниот мотив и нашата компанија на ЈСП, тоа да го обезбедиме и стрекни сме кога ќе слушнеме дека еве вака им годи на тие што и директно ќе ја користат услугата. Како се менуваат времењата, Борис? Некогаш во автобусите се читаа книги, имавме тенденција да ги натераме патувачите да читаат книги во автобус, а еве сега нешто друго, но може да се чита книга и на интернет, нели? Може, да, нормално, значи Така. преку интернет се тоа е возможно. Имаме уште еден гледач. Добро утро. Ало? Добро утро. Ало, добро утро. Предпоставувам дека со задоволство ќе ја користите картичката во јавниот... Да, затоа што патувам на таа релација и би било вака во ред да се потроши времето на добри работи. На која релација патувате вие? Па Ново Лисиче до Карпош. Аха, добро, имате и вие доста за патување. Да. Што најчесто еве проверувате за такви во такви моменти нешто што ви треба како брза информација или едноставно сакате побрзо да ви мине времето во автобус? Па не времето и некои мои информации и пошти да се употреби правилно времето. Така. Добро, еве да си ја служите со здравје картичката, се надевам дека ќе бидете задоволни. Да, благодарам. И ќе станете и натаму корисник на картичките на Sun Wireless. Останатите 8 гледачи ќе ни се јават и ќе ни остават податоци во нашата режија. Картичките ќе ги подигнете во Алфа телевизија во текот од утре па натаму. Сакав уште нешто да прашам, колку е ова присутно во другите земји кои што многу понапред и порано од нас почнаа сето ова да го применуваат и каде се со вакви картички работат? Генерално wireless технологијата, значи обезбедувањето на одредени локација со wireless е во подем и тоа е тренд на запад и секаде на друго место во светот. Еве, значи, ние се трудиме тој тренд не само да го донесеме, туку да го измениме и ние да направиме некој тренд кој што после ќе го увезуваме. Автобусите во одредени земја се покриени, меѓутоа мислам дека олку масовна акција во ни еден град не е досега присутна. Следниот чекор кој ќе биде? Каде ќе можеме да користиме? Освен на автобус, на аеродром, автобуска станица, меѓуградска? Може би во возовите, ќе видиме. Добро, ако и го подобриме патувањето во возовите, бидејќи тоа ни е потребно, но добро е кога еве се има можност, не мора да се искористи, но се има можност, нели, да се провери поштата на еден ваков начин. Борис, благодарам за гостувањето и за подароците за нашите гледачи. Овие картички кои што ги имавме, се надевам дека ќе добиете позитивни реакции од граѓаните на ова што го направивте со јавното сообраќајно предпријатие. Ви благодарам, се надевам дека ќе добиеме позитивен фидбек од корисниците и секако очекуваме сите забелешки и пофалби, ние сме тука за нив. Сигурно. Слободно. Така, јас во овој момент ќе ја завршам